Добар ден, драги ученици! Денеска за вас една нова лекција. Ќе учиме за стакло. Ова се адаптирани содржини по предметот Основи на природни науки од темата Материјалите и енергијата во природата. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Цели на часот. Што треба да научиш на часот? Да го препознаеш стаклото како материјал. Да научиш од што се прави стакло. Да ги знаеш својствата на стаклото. Да научиш зашто се користи стаклото. Да научиш безбедно да користиш стакло. Време е да почнеме. Дали знаеш што е тоа стакло? Сигурно си видел стакло. Многу предмети во твојот дом се направени од стакло, но и во околината, во училиште и секаде каде одиш можеш да го видиш стаклото. Стакло е цврст материјал од кој се направени прозорци, врати, чаши, шишиња и така натака. Сигурно се прашуваш од што се добива стакло. Стакло се добива од песок. Песокот е дел од неживата природа и се добива со дробење на карпи и камења преку природни процеси. И што понатаму? Во песокта се ставаат и други материјали, па процесот на добивање на стакло е на многу висока температура. Сите тие состојки се топат, потоа се обликуваат и на крајот се ладат за да добиеме некаков финален производ во форма на чаша, во форма на тегла или во форма на шише или можеби некоја украсна вазна. Кои се особини на стаклото? Стаклото е тврдо. Стаклото може да е мазно, но може да е рапаво. Стаклото се крши. Стаклото ја пропушта светлината. Стаклото може да се обликува. Стаклото може многу пати да се употребува со рециклирање. Можеш ли да свиткаш стакло? Не можеш, затоа што тоа е тврдо. Стаклото може да е мазно, а може и да е рапаво. Кои предмети од стакло се мазни? Имаме мазна чаша, имаме мазно огледало, но имаме рапава врата, која е направено од рапаво стакло. Стаклото може многу лесно да се скрши. Може да се лизне чашата од твојата рака и да падне на подот. Тогаш стаклото ќе се скрши. Кога учиш за светлина, сигурно спомна дека стаклото ја пропушта светлината. Затоа прозорците и вратите ги правиме од стакло, за да може светлината да пробие преку стаклото. Стаклото може да се обликува. Да, тоа може да се обликува кога е во процес на топење на песокот и тогаш со помош на машини може да се обликуваат во разни форми, но додека е смесата се уште жешка. Стаклото може многу пати да се употребува со рециклирање. Што значи ова? Треба да научиш да селектираш различен вид на отпад, па така стаклените производи да ги ставаш во канта за стакло. Кога ќе се иситни стаклото заедно со песокта, може повторно да се добие нов стаклен производ. Кои предмети се направени од стакло? На сликите можеш да ги видиш предметите направени од стакло. Тоа се различни видови на чаши, тегли, бокали во домаќинството, шишиња, различна амбалажа што се користи во медицина, флакончиња во козметика и така натака. Прозорите и огледалата се направени од стакла. Очилата се направени од стакла. Различни украсни предмети се направени од стакла и накит, но сигурно сакаш да играш со џамлии. И џамлиите се направени од стакло. Внимателно ракувај со стакло. Тоа лесно се крши, а можеш и да се повредиш доколку не внимаваш. Една задача за тебе. Препознај го предметот направен од стакло.
Да, тоа е еден стаклен сад кој што е огноотпорен и во кој што мама готви некаков ручек. Можеш да истражуваш. На стакло може да се слика. Пробај да насликаш нешто на стакло. Ова ќе биде многу интересна истражувачка активност за тебе. На таков начин ќе видиш дека стаклото е мазно и на него може да се слика. Толку за денешната лекција. Ти благодарам што следиш.